Благодарам. Навистина ми е жал што спикерот Джафери не е денес овде, а уште повеќе ми е жал што не најде доблест и храброст да се извини за вчерашните, односно сабајлечните навреди закани кон мене, односно моите малолетни деца. Токму затоа оваа дискусија ќе поделам од два дела и во првиот дел ќе му се обратам на талат за две работи. Ако се сомнева дека било кој во Собраниево користи дрога, слободно заклучете ги вратите, повикајте служби, би повикал тука само дополнување, викнете и цела влада, но донесете и дрегери и да направиме тест и за дрога и за алкохол. И да не излеземе додека не ги добиеме резултатите. А доколку со тоа што ми порача, ако имам проблем со нечи син, да излезам надвор и да се видам, и ако мислеше на тоа да ги вкрстиме нашите правни познавања, бидејќи јас сум дипломиран правник, тогаш не надвор, еве му предлагам нека одбере на било која телевизија, било кога, под било кои услови, да го вкрстиме знаењето за правната проблематика. А ако мислеше на некоја друга пресметка, нема проблем и за таква. Но не надвор и не без камери, со камери, за да не биде после не видов, не знам кој кого повеќе беа или помалце беа. Не бегаме од тоа. Немој да мислите дека се плашиме. И уште една последна порака. Талат или било кој ми ги спомнели уште еднаш малолетните деца. Нема добро да заврши. И ова не е закана, ова е ветување. И уште една работа, не барање, очекување. До сите пратеници овде, особено до родителите, особено од овие либераливе, зелениве, шарениве, кои што деноноќно се борат за правда и за не знам какви се не слободи. Во најмала рака очекувам осуда, исто како што очекувам осуда и од владата, веде или не. А сега малце неколку збора и за ова што го слушавме од веде премиерот. Барем од неколкуте забелешки и од тоа што имавме прилика да го слушнеме. Успешен начин на кој што ќе се продолжеле да ги решаваат проблемите со граѓаните. Само малце да застанеме овде. Оваа влада со овој премиер е главниот генератор на проблемите на граѓаните. Не знам во која заблуда живеете, веде премиере, но вие ги креирате, не ги решавате проблемите. Ако е ова за вас Европската Македонија која што ја замислувате како и до сега, престанете, и тоа подитно. Престанете, ова нема е од Европска Македонија. Не знам со кој памет го споменувате коридорот 8. Па коридорот 8 уште од Бранко Црвенков си го најавувате. Знаете колку изборни циклуси поминаа од коридорот 8? Мислите дека има некој во држава што ќе ви верува за коридорот 8? Да слушнавме нешто за новите министри, да кажете кој е, од кај доаѓа, зошто е подобар од претходниот. Ама ќе се навратам на тоа. Теза за левица ми изгледа како да ја пишувало некое мало дете. Не е за Брчанец. Не. Тој ќе напишеше сигурно нешто подобро. Мислам, не вреде ни да се коментира. И она што ми беше вака најинтересно, еве, ве охрабрувам, не мора на мене, знам дека на мене нема да ми се јавите на реплика, но било кој од другите колеги пратеници, охрабрете се, јавите се, не го земајте листот кој што го читавте. Ако успеете 3 најосновни работи да ги повторите, ќе излезам овде на говорница и ќе ви се извинам. Излезете и повторете 3 работи од тоа што го прочитавте. А да, пошто не заборави да го спомене минатото и да ги обвини повторно ВМРО ДПМН е во однос на тоа колку биле лоши, колку биле криминалци, колку биле ово режимско времето. Ајде вака да видиме. Кренар Лога, предлог за министр за правда.
Работно искуство. Од сиво што гледаме, Институт за јавна политика бил извршен директор, раководител на сектор со управување за човечки ресурси во државно правобранителство, раководител на сектор за правни прашања и општи работи во општина Струга, така натаму, и идеме до периодот на 2007-2008 година. Заменик директор на Управа за финансиска полиција. Веде премиере, кој беше тогаш на власт, кој беше премиер? Ова не е некако истиов кадар на овие претходно што ги напаѓавте за криминал и корупција? Или нешто е сгрешено во CV-то? И сега се наметно прашањето, како човекот што има искуство во Институт за јавна политика, не ни знаеме кој е во институт, и како некој што управувал 2 години со човечки ресурси, е добар, квалитетен кандидат за да биде министер на за правда. Особено, имајќи го во предвид тоа што иде на местото на еден професор од најдобриот правен факултет во државава, кој што прито е еден од водечките експерти за кривично право. Да слушнеме 2-3 збора, не е проблем, дочитите ги пораките, ако сакате ќе ве причекаме, сака подпредседателот и пауза може малце да даде, очигледно сте заморени или евентуално не ве интересира. Фатмир Меджити, доктор, предлог за министер за здравство, и по сиво гледам дека веројатно станува збор за доста квалитетен доктор, секоја чест, не дај Боже на било кој од нас да ни притреба. Сега една интересна работа, 2015 година се вработува и станува специјалист невролог во државна клиника. Веде председателе, кој е 2015 на власт, кој е тогаш премиер? Овие истиве режимски криминалци со најлошите резултати кои што ги имале, кои што уништија државата? Или не се тие? Може барем очи да ме погледнете, вас ви се обраќам. Не тепаме ние, разговараме овде. Јако бегат од дебата. Азир Алију, ова е можеби најеклатантен пример. Предлог за министер за информатичко општество и администрација, и секоја чест, човекот завршил на природно-математичкиот факултет, ова што го гледаме, веројатно има добар бекграунд за IT, ама министерство не е само за IT, туку е и за администрација. И што е вака доста интересно, периодот на 2013-2017 бил ни повеќе ни помалце туку советник на премиерот. Кој беше 2013-2017 премиер? Знаете? Да, веројатно. Или некој таков. Во еден од претходните говори зборував за оксиморонизам. Па има ли поголем оксиморон од тоа да 15 години веќе ги слушаме како плјукаат по едни исти луѓе, и сега сите овие тројца од четворицава кои што ги предлагаат, всушност да биле соработници, кои директно, кои индиректно и биле вклучени на претходно на тие што ги напаѓаат. Толку ве немате луѓе, толку никој не сака да ви се нафати да биде дел од владава. Па нормално дека никој нема, зборувавме тоа и за вчера. Она што ве краси е неспособност. Она што дополнително го знаат како атрибут на оваа неспособност граѓаните на Република Македонија, е криминал и корупција и лажење. А излезете овде, а отворите уста, а излажете. Уште еднаш за крај ќе ви повторам. Ако сакате ќе ве замолам. Излезете на говорницава и кажете 3 работи без да ги прочитате. Благодарам.